Таа е една од ретките дами во земјава која, борејќи се за своите, нашите права, најчесто се бори за правата на оние кои се најмногу маргинализирани во земјава. Кој е оној што одредува што е општествено прифатливо и како живеат луѓето со исто полова љубов во земјава? Вечерва во Трилинг зборувам со професор доктор Ана Мартиновска, инаку колумнист за родови и културолошки теми. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам на поканата. Професор Мартиновска, вие сте една од најактивните активистки за родова еднаквост во земјава. Зошто сме толку сензитивни како општество кога станува збор тема ЛГБТ заедницата во земјава? Во право сте дека е тоа една сензитивна тема, меѓутоа не е единствена. Ние, сакале да признаеме или не, живееме во прилично конзервативно и патриархално општество, во кое секој споменување на прашањето на родот, на родовиот идентитет, на сексуалните определби, особено на малцинските сексуални заедници, е еден вид на табу за кој многу малку се зборува, отворено, многу малку го имаме во образованието. Таму каде што го има е често пати проследено со стереотипизација. Во медиумите сликата е подеднаква, имаме дискриминација на сите нивоа и се уште многу отворени прашања. Сензитивно е затоа што не сме доволно едуцирани по тие прашања, не се обидуваме да се едуцираме и да се еманципираме. Изразивте поддршка на последната парада на гордоста во главниот град. Имаше една интересна фотографија на вашите социјални мрежи на кој што чекорите по скопските улици, а зад вас стои еден транспарент со големи букви пишува "Ослободете ги нашите ЛГБТ деца". За каква слобода зборуваме? Зарем немаме ние слобода на избор, да секој од нас да биде она што сака да биде? Да, оваа година, како и минатите две, бев дел од парадата, Прајд парадата во Скопје, како и претходно низа активности, случувања, кои што не доведоа до сензибилизација на јавноста до момент во кој може да се прифати организација на една парада. И јас се радувам што таа со годините зрее и добива на, да речам, оваа година на поиздржано информирање во јавноста во однос на претходните, кога имавме многу повеќе негативна конотација во јавните медиуми кои што ја следеа. Љубовта е љубов. Она што се разбира дека секој има право на слобода на своето изразување, меѓутоа не изразување само за себе и само за по дома. Сите имаме право на достоинство, сите имаме право на еднаквост, сите имаме на правда и на свое функционирање во општеството. Значи, борбата е општественото прифаќање, општествената трансформација, која оди паралелно со трансформација на свеста на поединците кои што треба да сватат дека оваа заедница се уште во многу чекори од своето приватно живење не идува на пречки кои што се должат токму на родовиот или сексуалниот идентитет. Тоа е она што мораме и сакаме што поскоро да го решиме како проблем, за да можеме да кажеме дека живееме во демократско и слободно општество. А кој тоа одлучува што е општествено прифатливо? Дали се оние истите кои што прават сепарацијата во земјава и овие лица не ги третираат како граѓани на оваа земја? Па не знам дали можеме да со прст да покажеме само на еден виновник. Веројатно дека виновниците можеме да ги бараме во повеќе сфери. Се разбира дека најголемата одговорност ја носат оние кои што ја практицираат власта, значи оние кои што ги носат законите, кои што не се доволно брзи, кои што не се доволно отворени во промена на законската легислатива, која што би ги следела овие промени и би ги заштитила овие луѓе од дискриминација, од сепарација во општеството и од сите други проблеми со кои тие се соочуваат. Меѓутоа, истовремено виновни сме и сите ние. Виновен е и образовниот систем, кој што не е сензитивен по овие теми, барем се уште недоволно. Виновни се медиумите, кои што ја креираат јавната слика. Треба да се работи, значи, во сите овие сегменти поединечно, за да се менува таа свест на општата популација, паралелно со свеста, нели, на оние кои што се на позиција
на моќ од која можат да ги променат нештата. Во однос на овие кои што ги носат законите и се малку помоќни во државава, едно од барањата на парадата на гордоста годинава, Македонија има обврска до крајот на 2022 да обезбеди правна процедура во која ќе има правно признавање на родот. Што тоа точно значи од правен аспект и колку Македонија е подготвена тоа да го заврши? Па јас не сум правник и сега не можам тоа правно да ви го објаснам, меѓутоа тоа практично значи дека биолошката категорија на пол, онаа со која се раѓаме, не секогаш соодветствува со социјалната категорија и идентитетот на една личност. И секој има право да го своето родово чувство да го впише во матичната евиденција. Тоа значи да нема проблеми кога ќе оди на лекар, затоа што има машки матичен број и машко името можете да го промените, меѓутоа не можете матичниот број кој сугерира дека сте маж или жена, а ви го дале на раѓањето. Не можете во аптека да ги подигнете своите лекови, значи тоа се колку е сликата важна, генерална, промената на јавниот имидж, толку се важни овие ситни чекори во секојдневието на овие луѓе во кои не идуваат на пречки, бидејќи ние сме бавни во легислативата која што да речеме кај нас тој закон за промена на матичната евиденција се уште не е променет во оваа насока. По однос на ова прашање, видлив е примерот. Црнагора ги озакони истополовите бракови. Србија ја покрена оваа тема минатата година, се вмеши црквата, па дури имаше и отстапки од типот дека треба ова прашање да се реши на референдум од страна на граѓаните. Каде е Македонија на мапата на истополови бракови? Се наметнува како тема воопшто? Не, мислам дека се уште има многу други чекори кои што треба да се изодат во таа борба за постигнување на еднаквост, недискриминација, правда или нели да речам слобода во однос на родовиот и сексуалниот идентитет. Веројатно дека тие граѓански заедници или бракови се некаква последен чекор во низата. Јас, колку што знам, кај нас се уште немало ниту јавни дебати, ниту е во процес некаква таква промена, меѓутоа јас се надевам дека и ние и целата таа борба води конечно и во таа насока. А кога би се наметнала како тема и би поминала, да речеме, како ги замислувате вие лично истополовите бракови на овој мал терен тука патријархален? И на мал и на голем терен тие прашања се не се едноставни, особено не на почетокот. Неодамна гледав една серија на Netflix документарец кој вели Secret Love, значи станува збор за партнери, за лесбијки кои живеат заедно 70 години, морајќи да го кријат својот сексуален идентитет, да се представуваат како братучетки, за да заедницата го прифати нивниот заеднички живот. Замислете цел живот да морате да се претворите дека сте некој друг. Дури и пред вашите најблиски, пред семејството, пред пријателите, пред општеството, на местото каде што работите. Да треба да глумите за да задоволите нечии идеи за тоа кои сте вие и каков треба да бидете. Милиони американки денувива никако стравуваат од прогресијата во однос на укинување на уставно загарантираните права. Ова особено се однесува на последната одлука која што е донесена од страна на Врховниот суд во врска со абортусот. Каков е вашиот став? Како ја толкувате? Страшно загрижувачки е ова што се случува, затоа што знаете таа одлука донесена пред 50 години, ние сега се враќаме, значи со еден чекор на Уставниот суд одиме назад 50 години, значи борбите кои што ги водеа нашите баби, ние сега мораме повторно да ги водиме. Тоа за жал во Америка практично ќе значи сериозно ограничување на правата за абортус во по претпоставките се дека околу половина од државите во Америка веќе ќе имаат порестриктивни. Некои веќе и 15 дена по уставната одлука веќе направија чекори правни во таа смисла, што е навистина загрижувачки. Од друга страна, Америка не е единствен пример. Истото тоа се случи во Среда Европа, во Полска пред 2 години. Такви конзервативни трендови за жал се случуваат во можеби не секогаш во истиот обем, меѓутоа во некој обем и во некои други нам поблиски
земји во кои се ограничува. Па сетете се дека и кај нас имавме еден обид за ограничување на за порестриктивни правила во однос на абортусот, во кој се предвидуваше информирање на партнерот, рок за чекање, да се предомисли, обврзни консултации и така натака. Значи имаше кои за среќа сега веќе ги немаме. Тоа е се, како да ви кажам, тие се конзервативни тенденции кои што се навистина многу загрижувачки и кои нема да, меѓутоа, знаете, најстрашното е што тие нема да го решат проблемот онака како што антиабортус кампањите мислат. Ние нема да имаме по-малку абортуси, затоа што се забранети со закон. Ние само ќе имаме помалку безбедни абортуси. Сега за жал, значи богатите лесно ќе го решат својот проблем. На сиромашните? Посиромашните, кои се главно малолетните, од поруралните слоеви, оние кои што се од социјално поранливите, повеќе ќе ги почувствуваат ефектите врз свој грб. И тоа не смее да биде така, нели, па да треба, како да ви кажам, нели, да одат на абортуси со закачалки или да паѓаат по скали за да не ги родат. Никој не вели дека абортусот е она што го посакуваме. Меѓутоа, токму затоа треба многу повеќе да се работи на превенција, на контрацепција. Кај нас 2% од жените користат контрацепција. Таа не е бесплатно достапна за младите. Значи, има многу работи, повторно, едукацијата, да ги научиме младите дека абортусот не е нешто што е контрацептивна метода. Професор Мартиновска, ви благодарам за вечерашниот разговор. Ви благодарам и јас вам.